Црквите и манастирите во регионот се почесто мета на кратците. Последен пат кражба во црковен објект е регистриран синоќа, кога по кој знае кој пат е разбиен манастирот Воскресение Христово на патот кон Шашаварлија. Од таму непознати однеле пари и други црковни и нецрковни предмети. Ова уште еднаш покажува дека кога во прашање желбата да се дојде до лесни пари, се нема ни срам од луѓе, ни страф од Бога. Најчесто на удар се црквите во руралните средини, мислејќи дека таму ќе најдат некои големи богатства, таму луѓе ретко и додат. Единствена заштита ќе биде со појачување на црковните врати, оградување на црквите и поголема будност на селаните кои живеат таму. Но сепак, да се молиме Бог да не дозволи повеќе такви случувања. За неполни 2 месеци, ова е 6-та кражба на црковен објект во регионот. Па никој пат, не знам, ама не, срамота е. Срамота е, знам дека има такви луѓе што само чекат да улегнат во црквата и нешто да украдат. И гледал сам ги, посматрал сам ги отстрана. Не да е гре, те срамота е. Голем греф е да се краде од цркви, од секаде да се краде е греф, од секој. Гре да се зима од црквата. Манастирите се прилична мета за крадците, зашто тие се оддалечени од населени места, слабо заштитени, а се верува дека од нив секогаш има што да се земе. Иако сите пари што верниците ги оставаат уште истиот ден се носат во банка, сепак крадците никако да се отргнат од црквите. Ова е така, зашто освен пари, овде има и многу метални предмети кои лесно се продаваат. Па оттаму, крадците никогаш не заменуваат со празни раце.